Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Имаме најлицемерната влада која што воопшто е имала некоја држава. Наместо да земе еколошка такса од загадувачите кои што реално го загадуваат воздухот, таа зема директно од џебот на обичните граѓани. Зоран Заев и СДСМ сакаат по секоја цена дупките во буџет кои ги направија со криминал, тендери, партиски вработувања да ги покријат и пополнат единствено со пари кои што треба да ги дадат граѓаните преку давачките, односно со последното преку еколошката такса. Еколошката такса од 4,13 денари за литар е покачување кое значи највисока еколошка такса која што би ја плаќале граѓаните споредено со сите европски земји. Сите се свесни дека Македонија го има најголемиот буџет во историјата на државата, а најлоши економски резултати кои што ни ги презентира и носи оваа влада. Дупките во буџет од криминални тендери, СДСМ и Заев ги надополнуваат преку покачување на еколошка такса за горива, на самите горива, цените на струја, даноците и се останато. За сметка на граѓаните, еколошка такса не плаќаат фирмите кои што, например, користат петрол кокс, а се 20 пати поголеми загадувачи од граѓаните, односно петрол коксот, според експертските анализи е 20 пати поголем загадувач од обичното гориво. Така што граѓаните кои што возат со своите автомобили не се толкави загадувачи и ова е само затоа што фирми блиски до Заеви, односно и нивни фирми кои што се во нивна сопственост користат петрол кокс за функционирање. Не само еколошка такса, туку им беше укината и акцизата која што значеше некаде околу 45 до 50 евра по тон, уште во 2019 година. Почитувани граѓани, ова е лицемерието на дело кое што го гледаме секојдневно. За фамилијата на власт да се богати, граѓаните мора секојдневно да даваат такси и да плаќаат повисоки цени и да осиромашуваат. Затоа ВМРО-ДПМН на секој може начин ќе го блокира ова штетно покачување на цените на горивата. Благодарам.